Добро дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски. Имам чест вечерва мој гостин да биде Марија Митева, портпарол на Владата на Република Македонија, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Добре дојде. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Марија, ова огромна победа која што се случи пред 2 дена е символ на, една голема, силна доверба, но и голема одговорност. Така е, Љупчо, едното со другото одат заедно, колку е поголема довербата, толку е поголема и одговорноста. Но од друга страна оваа победа некако може и многу други работи да ни покаже. Јас навистина се радувам што политичките кандидати на ВМРО ДПМН успеа преку овие локални избори да покажат дека се идентификувале со очекувањата на граѓаните, затоа што добивањето на довербата на локално ниво, особено на локални избори, секогаш значи дека граѓаните имаат очекувања од вас и ако вие ги исполните нивните очекувања или веруваат дека можете да ги исполните очекувањата, тогаш и директно вие даваат довербата. Се разбира, од друга страна ја покажува и нашата активност, нашата спремност да разговараме со граѓаните, нашата теренска посета. Ние бевме постојано на терен, зборувавме со граѓаните, подававме рака, дури и за оние теми кои што јас би кажала дека можеби се уште предизвици кои што мораме да ги надминеме на локално ниво, затоа што имаме многу работи кои што треба да ги направиме, да ги подобриме во определени општини, а од друга страна и онаму каде што веќе имаме континуитет да го задржиме оној развој кој што го правевме изминатите 4 години на локално ниво. Исто така ме радува и фактот што навистина овие избори покажуваат дека граѓаните веруваат дека ВМРО ДПМН е политичка партија која што има еден, би кажала, системски правец, а тоа е честност, тоа е работа, тоа е посветеност, дека навистина веруваат дека можеме да го исполниме она што го ветуваме, дека едноставно некако веруваат на онаа реторика која што ја имаме на работа и честноста, не само на празни зборови кои што не се реализираат во реалноста. Водевме реална политика, зборувавме за реалните проблеми. Јас благодарам на секој еден граѓанин кој што ја даде довербата, го даде својот глас и се разбира, од кога се ова ќе го сумираме, веднаш следи одговорноста која што е огромна, затоа што и довербата е огромна. Дел од опозицијските ми колеги се обидува да релативизираат победата на тој начин што не можејќи ништо друго да направат, ја споредија со победата на СДСМ во 2017 година, што е малку лоша паралела во неколку односи, како прво свесни сме дека тоа беа нереалните и најнаместени, да не речем, избори во историјата на Македонија. Имаше многу факти за тоа, особено резултатите пред и по нив зборуваа дека тогаш се случи нешто што се викаше ветер во едра за промена на името, ништо друго. И тогашната власт на СДСМ не победи на претходните избори, туку благодарение на инженерингот со ДУИ направи едно премостување. Вие победивте минатата година на 8 мај многу силно, како и сега на овие избори, но она што во основа е пораката која што тие се обидува меѓу редови да ја пратат е дека ќе ве чека истата судбина. Јас не гледам така. Приказката не ве фати еуфорија после оваа силна втора поред победа, ако ги ставиме и претходните локални избори, ова ќе биде па и претседателските 4 силни мега победи на македонски терен, на домашен терен се разбира, но нема да ве фати еуфорија така, нема да залегнете и да уживате во ловориките. Љупчо, знаете како? Да. Не само овие фактори кои што ги набројавте, туку и многу други фактори, а особено еден најважен, тоа што политичкото поле на делување во моментов е многу поразлично од она што се случуваше во 2017 година. И е многу поразлична и самата политичка атмосфера која што во моментов ја има. Не се занимаваме со политички прогон, не се занимаваме со состојби на би кажала фокусирање на да наштетиме што повеќе на другиот, не гледајки што можеме ние подобро да направиме. Напротив, фокусирани сме, затоа и на самиот почеток кажав, на онаа јасна понуда и порака која што ја праќаме до граѓаните, а тоа е честност, работа, дисциплина и одговорност. И тоа е нешто кое што не окарактеризираше изминативе година и половина како владеачка гарнитура. Тоа е нешто што беше наша карактеристика изминатите 4 години на локално ниво, на градоначалниците кои
што на вистина соодветно и доследно си ја завршија својата работа, и тоа е нешто што ќе продолжи да биде наша карактеристика и во идниот период. Да, моментот на еуфорија, на среќа, на радост се разбира дека постои, но тоа не е момент кој што нас не движи или кој што ни дава некако вид на привилегија во моментов да кажеме дека ние сега после една ваква победа, после апсолутна власт, зборувам и на претседателски, на парламентарни, еве и на локални избори, да треба да се чувствуваме дека ова се е наше и дека ние веќе сме ја завршиле нашата работна задача. Напротив, нашата работна задача започна на со завршување на парламентарните избори на 8 мај, нашата работна задача започна во 2021 со сите оние градоначалници кои што ги освоивме, и нашата работа започнува сега со овие локални избори. И ќе бидам акотрпна, и ќе бидам многу посветена, и ќе бидам многу фокусирана, затоа што се она што сме го ветиле, ние имаме обврска да го реализираме. Што да очекуваме сега конкретно самата? Кажа да многу работа ве очекува, во кој однос многу работа, да сите очекуваа нели ќе помина 2 ноември и дека нели ќе биде сега лесно, напротив и свесни сте го, признајте самата тоа секако се подразбира дека не е баш така. Што сега ве очекува и како влада, но и како локална самоуправа, сето она што следува за Македонија? Една битка за Македонија е добиена, но продолжува, нели? Се разбира, битката за Македонија се продолжува постојано, а тоа е битка за подобрување на квалитетот на животот на граѓаните. Се она што се случува на локално ниво е, јас би кажала, првиот показател за довербата која што ја гради граѓанинот во политичка партија, во политичари и генерално во политиката во целина. И мислам дека никогаш не сме гледале на локалните избори како на некои мали избори или како на избори кои што се случуваат таму некаде во некоја општина. Напротив, сметаме дека преку една ваква мобилизација на 54 освоени општини, заедно со градот Скопје се 55, и со, би кажала, една силна мобилизација на сите оние кои што ја добија довербата, на владата, заедно со локалната самоуправа, да продолжиме да ги реализираме оние работи кои што значат подобра инфраструктура, подобра животна средина, подобри услуги кон граѓаните, транспарентност, борба со криминал и корупција, се она што значи еден квалитетен живот на граѓаните кои што живеат таму. Затоа што колку и да работите, општината е навистина едно место или начин на управување преку кој постојано имате предизвици, постојано мора да работите на подобрување на состојбите, постојано мора да размислувате како да ги надградите работите кои што сте ги направиле или да направите нешто што досега не било направено, така што многу работа не чека во тој дел. Јас себе како еден пример ќе ги дадам оние проекти кои што ги започнавме со поддршка од владата, оние 250 милиони, многу од нив навистина ќе почнат веќе да се реализираат, проектите се завршени, јавните набавки некаде ќе започнат, некаде се завршени, ќе се влезе веќе во изведба на проектот, така што очекувам граѓаните навистина да видат позитивни резултати од работењето на нашите градоначалници. Ако одиме конкретно, тука е она големата четворка или 4К, Кичево, Кочани, Карпош, Крушево, некои градови кои што и општини не беа замисливи дека воопшто може да бидат освоени од ВМРО ДПМН. Тука е сепак и Струмица, тука е до вчерашните нивни Берово, Делчево, други тешки битки. Колку се измешаа тука улогите во позитива? Власта локална беше еден вид на извидница и предходница на победата на централно ниво и покажаа дека може да се работи како што треба, без да се краде, да се работи со дела, им покажаа на граѓаните и имаше голема улога во резултатот од 8 мај 2004. Вашата работа пак овие година и 3 месеци, компонирана заедно со работата на градоначалниците кои што беа од вашите редови, кои што исто и претходно беа мнозинство, а сега се уште поголемо, дали тие и вие им покажавте на сите овие градови, 55 градоначалници на број, дека треба да се смени мислењето, дали така го сменивте мислењето во една кохабитација, би рекол, на централната и локалната, да покажете она што беше една нели сентенца која што беше најчесто употребувана, сите се исти, онаа релативизација, сите се исти, како до сега да едното, но и сите се исти. Дали вие како влада и градоначалниците кои што претходеа, но и продолжија, нели успеавте да му го доловите ова на народот за да свати па и резултатите го покажаа тоа?
Повеќе фактори мислам дека се во прашање, се разбира ова е еден од нив. Ние во онаа соработка која што како влада имавме со локалната самоуправа и со општините, некако покажавме дека како влада ќе бидеме влада на сите граѓани без разлика од која политичка партија е градоначалникот на определена општина, затоа што сметаме дека не можеме на тој начин да функционираме и да ги делиме општините или граѓаните на наши, ваши, мој или твои. Покажавме дека можеме да соработуваме и со градоначалници кои што доаѓаат од редовите на другите политички партии, се разбира преку она што значи аплицирање на проекти, одобрување на средства, се со цел да имаме реализација на истите во интерес на граѓаните. Но другиот фактор кој што беше клучен, особено за оние општини кои што ги напоменавте, е дека конечно граѓаните беа свесни дека е потребно промена. Јас еве ќе започнам од Карпош. Карпош беше со години општина во која што владееше хаосот, корупцијата, ароганцијата, бетонизирањето и некако како да немаше граѓаните како да чувствуваат да нема излез од таа ситуација. Она што беше клучно е што ние понудивме решение, но не решение на еден вид кампања каква што ја тераше господинот Стефчо Екимовски, кој што еве од неделата до денес не можеме да му слушнеме ни глас, ни па трага да видиме, никаде го нема пред јавноста, додека пред само 2 дена беше еден од, па би си дала за право да кажам, можеби и најбезобразните политичари во денешницата. Политичар кој што со најпогрдни зборови водеше кампања на омаловажување. Конкуренција на пасив. Јас не би ги компарирала, меѓутоа сметам дека еден таков начин на делување во политичката јавност не поминува. Можете да броите лајкови, можете да мислите дека имате многу прегледи, меѓутоа народот е многу мудар, народот не поддржува таков начин на делување, ниту па ценам дека на било кој политичар му доликува да се однесува на начин на кој што се однесуваат тие двајца. И кога од една општина како Карпош, која што е синоним за еден културен развој, за едно урбано живење, ќе се случат вакви промени, многу јасно станува дека веќе македонското општество се прочистува од такви кадри кои што постојано се ставаат над граѓаните. Политичари кои што мислат дека се над народот, некако ценам дека веќе нема простор. Го споменавте Кичево, Кичево е историска победа. Дефинитивно. 12 години таму владееше, би кажала, едно сеење на страв, едно сеење на и владење кое што не доликуваше на развој, владење кое што постојано беше заснувано на поделби, а од другата страна повторно имавме понуда која што значеше обединување околу вредности, околу човек, околу градоначалник кој што ќе обединува наместо да разделува. И мислам дека конечно се сруши и митот дека во една општина може да постои монополизација на политичка партија, да се смета дека определена општина, една населено место или така натаму е под нечија директна директива. Тоа време завршува, дуи во длабока опозиција и навистина се радувам поради тоа, затоа што со еден ваков пораз само се покажува дека нивната врска помеѓу таквата политика и народот е длабоко исечена. За Кочани. Кочани е исто така една од, оние би кажала, големи победи. Зошто? Затоа што на сите тие лаги, на сите тие, би кажала, манипулации, на сите тие злоупотреби на трагедии, навреди, омаловажувања, фабрикувани вести, доаѓаме до момент каде што Кочани стана отпор на лагата и каде што може би звучи клише, меѓутоа уште еднаш се потврдува дека вистината ја победи лагата. И јас сум исклучително горда и честитам и на народот и на секој еден кој што ја даде довербата. За Кочани имаме многу работа не чека, како и за сите останати општини, меѓутоа фокусот и мој личен, но и на владата е навистина со би кажала. И денеска се спомена во Брисел токму премиерот. Точно тоа е еден од Кочани, да. Точно тоа е еден од проектите кои што ги ветивме и за кои што сме силно обврзани да ги реализираме оние 100 милиони евра заедно во соработка со
Европскиот совет, каде што ќе значи, би кажала, една можеби подигнување на кочањот се она што му се случи. Го споменавте и Крушево, точно, тоа се оние, би кажала, така наречени бастиони кои што тие си ги присвојуваа за себе и велеа дека се непобедливи, но и таму се покажа дека кога ќе имате добра понуда, затоа што не сте имале резултати, туку постојано само на една празна реторика велите дека граѓаните ве поддржуваат, се покажува дека промените се очигледни. Да не ја заборавиме и Брвеница. Брвеница се соочуваше навистина со еден пристап на подалба и таму некако имавме состојба. Кичевската приказка само во поиното. Точно, и таму имавме состојба каде што некој реши дека во една мултиетничка средина ќе се однесува на начин на подалба. Секаде каде што тргнаа со таков наратив, народот одлучи дека времето на такво делување завршува и јас освен да кажам дека сум навистина горда и дека мора да оправдаме оваа доверба, не преостанува ништо друго. Бастионот, каде што има едно семејство кое што се уште да наречам муља и прави глупости во Македонија, па разместува и председатели по СДСМ и раководства, се вика Струмица. Град кој што беше, нели, упориштето токму на тоа семејство, кој што исто така го снема после изборите некако интересно, како што го снема и Ахмети, како што го снема и Филипче, и Акимовски и останатите. Бастионот Струмица како тема. Точно, Струмица покажа дека дури во првиот круг може да ја заврши работата, затоа што многу долго таму беше состојбата узурпирана од Социјалдемократскиот сојуз и особено од нивниот претходен председател, кој што, да, точно е дека никаде го нема, да, точно е, но уште пострашно е што и актуелниот нивен председател некако ги остави сите останати општини кои што отидоа во вториот круг без никаква поддршка. Јас можеби граѓаните тоа некако и не го забележале, меѓутоа поради природата на мојата работа морам активно да ги следам состојбите, па дури се прашував како е возможно 4 дена беа поминати од вториот круг на кампањата, нивниот председател немаше апсолутно никаква активност, веќе на 4-тиот или 5-тиот ден се појави во една од општините. Така што мислам дека е јасна насоката која што ја дава народот, јасна е пораката, за разлика од оние кои што само на зборови велат дека ја примаат пораката, ние на вистина ја примаме пораката и на вистина, освен тоа што сме исклучително благодарни, сме и одговорни, не чека многу работа. Ние и на последниот завршен, би кажала, тај митинг во Скопје најавивме 70 нови проекти кои што не чекаат веќе од вчера, малтене, од понеделникот по завршување на изборите. Фокусирани сме на работата, многу работа не чека, мора да продолжиме со уште позасилено темпо. Шокот за Филипче во првиот круг траеше 4 дена, како што кажа. После овој мега шок во вториот, колку му даваш да се појави? 5 недела, месец? Па се појави, да. Се појави уште вечерта за изненадување, се појави пред некој ден со изјава дека не дава оставка, дека пораката е примена, но еве ги гледам некои соопштенија провејуваат низ јавноста кои што навистина немаат допир со реалноста, додека велат дека пораката е примена, велат ќе правиме промени и се враќаме посилни. Мислам дека навистина им се случува една, би кажала, тешка состојба таму. Ценам дека резултатот е таков каков што е, ценам дека граѓаните имаа можност да видат кое беше раководството кое што го однесе Социјалдемократскиот сојуз во еден ваков дебакл и во еден ваков пораз, но сепак ценам дека тоа е нивна работа. Секогаш велиме дека е потребна силна опозиција, да биде коректив на власта, но аргументирано, но нешто што ќе надржи уште повеќе будни, што ќе има и онаа политичка конфронтација на политички теми, па ќе треба понекогаш и консензус да се гради околу многу клучни прашања, така што јас сметам дека подобро е за нив навистина да размислат темелно каде се состојбите и ова да биде последниот аларм кој што ќе ги разбуди. Вела дека потајно се надевате дека Филипче ќе остане бидејќи полош председател опозицијски не може да има од него. Јас нема да одам можеби во тој наратив и да подценувам и да ги слушам тие анализи кои што доаѓаат од многумина. Јас сметам дека
двоецот Заев Филипче сам по себе многу кажува за Социјалдемократскиот сојуз, затоа што кога ќе имате еден таков дебакл пред само 16-18 месеци да поставите ваш наследник се со цел позадински или во сенка да водите партијата, е многу очигледно и повеќе од очигледно и тешко се гради така доверба на нечесен пристап. Кога ќе започне честниот пристап во Социјалдемократскиот сојуз, мислам дека би имало шанса за некаква реформа. Јавна тајна беше дека токму Заев се сретна со Кочани со кандидатот независен во наводници, што не им успеа. Мислам дека народот не ги вари веќе тие работи, веќе се џвака, не се голта се како што треба да замислиле, мислам, во Бихачка и нивната кујна, но еве, битката за Скопје ја нарекува, иако реално да не се лажеме, никогаш немаше вистинска битка за Скопје. Од самиот момент кога Орце беше промовиран како ваш кандидат, сите анкети велеа дека ќе победи и до самиот крај остана така. Резултатот е можеби токму резултати на летаргијата наметната од чувството дека зошто да излезам кога знам дека ќе победи, а она другото беше па контра еден ефект кој што е многу интересен феномен, токму со Сотир Костов вчера го обработувавме, феноменот на СДСМ кој што знаа дека не голема опасност име левица, а не може да ги видат и да ги смислат, но сепак има нешто, да не речам примордијално, ама 34 години ве гледаат како душманите од ВМРО и мора да излезат и да гласаат против вас, па макар при тоа му помогнале на оној кој што ја сече гранката на која што тие самите седат. Многу интересен феномен. Факт е, гледано и општински се направи една математика, СДСМ гласале за Мециновиќ. Но еве, коментар твој на така наречената битка за Скопје, која што и никогаш не беше битка. Јас прво честитам Норце за убедливата победа, честитам на Скопјани што излегоа, па се заблагодарувам и на оние кои што и не излегоа на гласање, затоа што и таму лежи некоја порака која што можеби не само ние, сите ќе треба да ја изанализираме и да видиме како можеме да ги подобриме состојбите после една ваква катаклизма на Скопје, благодарејќи на госпојата која што успеа да придонесе да буквално сите се срамиме кога поминуваме низ улиците на Скопје и да се прашуваме дали е возможно да постои една ваква ситуација. Можеби од некоја страна и го разбирам оној дел на граѓани кои што одлучиле еве и да не излезат, меѓутоа тоа не значи дека јас не ги почитувам тие граѓани или дека ќе имам реторика, не дај Боже како онаа на Пасие вечерта каде што видно вознемирен ги навреди сите граѓани кои што не излегле на гласање и тоа е нивниот наратив, тоа е нивниот начин на водење на политика, со навреди, со поделби. Оние кои што гласале за Мециновиќ се најдобри, оние кои што гласале за Орце или не излегле на гласање, не треба воопшто да зборуваате. Не сметам дека тоа е така, сметам дека секој еден граѓанин има право на сопствено убедување, наша обврска како политичка партија, представници на политичка партија да ги убедиме граѓаните, да дадеме понуда, да зборуваме јасно и на крајот од денот да ги исполниме ветувањата. Во однос на овој феномен кој што го споменавте, јас и денеска можам да забележам и на социјалните мрежи како има огромно недоразбирање или антагонизам во моментиве помеѓу Социјалдемократскиот сојуз и левица, дали тие им дале ним гласови, а они не возвратиле на други места и така натаму, но сметам дека тие неприродни коалиции, тие коалиции кои што до вчера едните за другите велеа дека се најанти западни, дека се проруски политички партии, да ги видите денеска како на јавна сцена отворено си ја даваат поддршката, многу јасно ја потврдува нашата теза која што па многу време наназад ја зборуваме дека таму постои тајна коалиција, не само за овие избори, која што веќе стана и јавна, туку и за многу други прашања, каде што едни на други, а на штета на Македонија, многу често се поддржуваат. Така што многу работи некако ќе се расклопуваат и од овој сегмент и од овој домен. Орца направи убедливо најголема разлика што некој кандидат за градоначалник ја направи уште во првиот круг. Јас просто е неверојатно дека Социјалдемократскиот сојуз не успеа да обезбеди пласман
во вториот круг, веќе калкулацијата со гласовите, нивна работа и она договарање, ние имавме чесен пристап, пристапивме до Скопје, не дадовме решение и на вистина Скопје го чека една огромна промена и јас сум сигурна дека по превземањето на градоначалничкото место Орце е спремен тоа да го покаже и на дела. Ова исто така беа избори со еден феномен на најмногу победници. Претпоставувам дека неверојатниот дебакл и пораз, што е парадоксално, предизвика многумина да се представат за победници, немајки каде да и што да прават, па така СДСМ победија. Победија и ДУИ, победија и Левица. Во ред пласманот за град Скопје, 213 советника плюс, но Левица немаат ниту еден градоначалник, СДСМ имаат 6 од 16 на минатите избори, ДУИ, да не зборуваме, 4 рурални општини немаат ниту еден град. Победници сте вие, неприкосновени, супериорни, победници се вреди кои што не ни ги имаше на претходните локални избори. Знам, ја има најголемата општина во Македонија, се вика Куманово, меѓу другото, и Валовски се бореше во Будовичи за центар. Но еве, како гледаш на овој и ден денес постоечки феномен. Тие тврдат дека победиле и дека вие сте загубиле. Добро, тоа што никој не им верува не е битно, но како Монти Пајтон, Па гледам како на Немања Доблест, затоа што Доблест е човечка особина и таа истата треба да применувате и во политиката. И при една таква, би кажала, катастрофална ситуација која што се случи, Левица имаше околу 20 на кандидати за градоначалници, на вистина не успеа никаде апсолутно да освои ниту едно градоначалничко место. Беа убедени, еве, повторно ќе се навратам на Кочани, нивниот кандидат таму не успеа да влезе ни во вториот круг, како и во многу други општини. Го знаете феноменот на кандидирање на градоначалници во оние средини каде што требаше да му помогнат на ДУИ, но и таа комбинаторика на крајот заврши поразена. ДУИ на вистина веќе нема апсолутно никаква допирна точка, би кажала, со народот и се додека продолжуваат да зборуваат за оние национални теми, за етнонационализам и за некои работи кои што на вистина немаат кредибилитет тоа да го зборуваат после сите постапки кои што ги направија, се повеќе и повеќе ќе тонат, можеби грешам затоа што не знам и колку повеќе од ова можат да потонат. Јас се радувам. Може и подолу, така вика што заефнем. Јас се радувам што на вистина народот е свесен дека повеќе такви реторики, повеќе такви подалби, повеќе такви политички калкулации, кои што, иако политичките партии од нивниот калибар мислат дека се тајни, граѓаните се мудри, ги гледаат тие коалиции, ги гледаат тие начини на делување, ги гледаат тие креирање на наративи кои што го поделуваат, делат и подкопуваат македонското општество, завршуваат поразени и тоа е доволен показател дека сме на правилната страна и одиме во правилниот правец. Не ви честитаа, колку што се сеќавам, никој од нив, ниту ДУИ, ниту СДСМ. Мислам дека Бујар Османи, кој што загуби како Грчка, што велеа на времето, му честиташе на својот контракандидат Меджити, иако па и не се ни сакаа толку многу. Дали вистинскиот пример како треба да се однесуваат им покаже една дама која што не ја тинтра и не ја третира за Карпош, ја ставија како, претпоставувам, спотер и ги дадоа гласовите за Стефчо и во вториот круг го направија тоа Нобадиева. Маја Мојсова, која што се сликаше со контракандидатот до вчераше на Сотир Вуковски, откако загуби и не влезе во вториот круг, и напише одраз на домашна култура, а Филипче тоа го протолкува политичко неискуство. Дали во Македонија одраз на политичко искуство е да доживееш дебакл и да не му честиташ на противникот кој што направил, да не речам, чудо политичко на изборите? Дали тоа е политичка доблест, нели? Малку се извртени работи. Политичка некултура. Да. И сметам дека на тој начин само повторно се навраќам на делот ја примивме пораката, затоа што единствено нешто кое што провејува низ нивната реторика и по дебатни емисии од нивни представници, па дури на самите пресконференции кои што ги држат и во самите соопштенија кои што ги пуштаат, е дека се свесни ја примиле пораката, велеа понеделник, вторник имаат извршен одбор, еве
поминува и вторник, ние не можеме да видиме дека тоа има може да биде вторник 26. таква седница, ние не можеме да видиме дека навистина размислуваат за некаква трансформација и тоа се само празни пораки кои што ги праќаат во јавноста. И можеби на почетокот кога ќе пуштите таква порака, некој ќе ви поверува, меѓутоа сите очекуваат и некаква акција на она што го кажувате, да видат дека со дела го правите тоа што го зборувате, се додека изостануваат активностите после кажаната реторика, се до тогаш нема да имаат доверба. Честитања, тоа е најмалата работа која што еве би можеле да ја направат, меѓутоа ценам дека во самите редови треба да се погледнат и да си кажат кои се причините и луѓето кои што доведоа до ваква состојба. Уште еден феномен кој што се случи прв пат на овие избори. Имавме многу избори во минатото, речиси 3 децении ги следам и секогаш кога имаше, а се случуваа лоши изборни циклуси, имаше и дури пукања во одредени циклуси 2006-та, 2008-та, нели? Имаше притисоци јавни, фаќање со мито, што не се случуваше во Македонија, во кој се не помина на тие избори, но тоа беше јасно, флагрантно се гледаше, се пишуваше за тоа, се казнува, не се казнува. Сега, вие покажавте една неверојатна умешност да правите притисоци, а никој да не го примети тоа, 2 изборни круга и претходното кампањата што претходеше на нели самиот прв изборен круг, бидејќи и опозицијата одигра, ќе кажам во наводници, мудро, молчеа дека некој ги притиска, за да, како во хор, буквално кажано, симултано Ахмети и Филипче на вечерта на најголемиот пораз во историјата на двете партии, излезат и кажат со истите зборови, не баре некој им го напишал истото, имало силен притисок врз нивните кандидати од власта. Сега, Марија, како толку ги притискавте, а никој да не примети, секоја честитки буквално за тие притисоци, многу сте биле умешни, така испаѓа работа во притискањето, а никој да не види, никој да не каже, тоа да го соопштат на крајот лидерите на ултрапоразените две партии. Јасно е дека поразениот секогаш ќе бара оправдувања во тугиот двор наместо во својот при пораз, меѓутоа сметам дека нашата пак би кажала, еве не е тоа стратегија, туку нашиот начин на делување со комплетно фокусирање на на нашата понуда, на кандидатот, на апсолутно сите граѓани, без поделби, туку со порака за обединување, беше толку многу силен што апсолутно ниту имаше своевиден притисок. Имавме, би кажала јас, едни од најдемократските избори, со максимална посветеност на надлежните органи. Министерството за внатрешни работи, Државната изборна комисија, каде што имаме членови, максимално како под конец работа. Избирачките одбори, буквално имавме избори демократски, кои што многу одамна не се случиле. Сега кога вие на една таква ситуација која што е очигледна, видлива и која што за да креирате една состојба на притисоци, уцени, закани, така натаму треба да имате некакви состојби кои што се случуваат барем некаде или некој кумина, точно. Не. Остануваат само празни зборови и оправдување кое што го бараат за дебакалот и за поразот. Не би имала што повеќе од ова да додадам, затоа што ние имавме и наблюдувачи кои што беа вклучени на изборите, апсолутно никакви нерегуларности не беа откриени. Сведок сум на многу избори, 26 години го работам ова, слободно можам да кажам, од моја перспектива дека ова беа најчистите, најфер и најдемократски избори. Првиот круг закажа неколку апарати за отпечатоци, тоа беше единствената љага на нив, а во вториот круг имавме една агитација во Шуто, Оризари. Толку беше од инциденти, се случувале многу работи со модел на избирачки места каде што председателот на избирачкиот одбор бил тепан, па целиот бел, па не признава дека имаше катастрофални работи. Да. Технички нерегуларности можеби имало и секогаш има, меѓутоа тоа не е нешто на кое што треба да го карактеризираме како притисок, закана или уцена, туку дел од тековната работа која што апсолутно веднаш во следниот момент беше поправена и беше ставено све во функција. Сите избирачки места беа отворени навремено, без задоцнување, затворени навремено.
немаш апсолутно никакви состојби за кои што тие зборуваат и мислам дека тоа се само празни зборови. Велат кој губи има право да се вути, но не и да лаже дека е победник, дека му ги притискале кандидатите и слично, така што да, отида работата во друга насока. Има многу теми уште за отворање, ќе зборуваме и за она што се случува во Брисел, за следните чекори на владата, која што доби меѓу другото со овај изим од народот да спроведе реформи кои што сите ги очекуваме во однос на правосудството, кој што е ракрана на македонското општество. Со нас е Марија Митева, се враќаме веднаш по рекламите, останете со нас. Ќе биде подобро. Утре? Утре сам ајде. Гледаш сјајна боја, јас гледам негувана и сјајна коса. Нов Garnier Color Naturals со 5 хранливи масла и нова технологија за засилување на бојата. Сега со формула што не капе, за уште побогата боја, која 100% ги покрива белите влакна. Нов Garnier Color Naturals. Негувана коса, подобра боја. Од Garnier, природно. Откри нови блескави ледено руси нијанси. Garnier Color Naturals Icy Blondes. Дали уживаш кога си на планина? Како што уживаш во екстра кремастиот јогурт Фруето. Фруето. И гледате, не може да му одоле. Го изеде? Да? Епа, и јас. Пробајте го Фруето. Екстра кремаст јогурт направен со германска грижа. Фруето. Кога мокрењето е тежното поради притисок предизвикан од зголемена простата, Простамол Уно доаѓа на помош. Простамол Уно, хербален лек за проблеми со мокрењето, како последица на зголемување на простатата. Кога ви алармира простатата, реагирајте како вистински маж. Простамол Уно. Пред употреба внимателно да се прочита опаството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Познато ви е чувството кога треба одново да миете садови кои останале најчести. Мене не ми е. Тоа е благодарејќи на Фери Platinum Plus. Едноставно ги ставам во машината, дури и на краток циклус. Капсулите Фери Platinum Plus со повеќе кратни течности и засилен прашок. Пред и потоа. Одново миење, не и за мене. Најдоброто чистење од Фери против тврдокорни наслаги од храна. Вашата главна мисија е тврдокорните дамки и непријатните мириси да се остранат на краток циклус и во студена вода. Кристина мисли дека ова не е лесна мисија за било кој детергент. Докажете дека Ариел може да го направи тоа. Создаден за да го постигне безпрекорното, дури и во најтешките услови. Ариел Поц отстранува тврдокорни дамки и непријатни мириси дури и во студена вода и на краток циклус. Мисијата е исполнета. Ариел Поц, вашата мисија е сега вие да го испробате. Секогаш да се држи настрана од деца. Скокни на најголемиот тобоган. Најлудиот затворен аквапарк во градот. Кажи? Снимаме за Сникерс. Аквапаркот беше вчера. Отидовте без мене? Не бевме во паркот. Забавно беше? Нема врска, Карал. Замисли косата да ти изгледа идеално секој ден. Елсев Хиелурон Плам. Збогатен со хиелуронска киселина, моментално ја хидрира и ја трансформира твојата коса во текот на 72 часа. 2 пати пополна коса со број 1 линија за хидратација на косата во светот. Елсев Хиелурон Плам. Лореал Парис. Бидејќи ти тоа го заслужуваш. Промо потрошувачки кредит со износ до 2,5 милиони денари, со фиксна каматна стапка и рок на отплата од дури 120 месеци. Повеќе инфо за производот на halkbank.mk. Halkbank. Важни се луѓето. Што свирите? Ни ние не знаеме, ама ќе бидеме вирални. Ајде нешто полесно. 3-4. Плазма мини го освојува твојот свет. Овој ритам баш вози. Вози понатаму.
Подготвени сте за ново и подобро искуство? Кажете им здраво на новите Always Ultra. Сега имаат нов и подобар горен слој. Помеки од кога било и абсорбираат обилни количини подобро од кога било. За да останете суви, добиете ја мекоста што од секогаш сте ја посакувале со Always заштита што ја познавате и на која и верувате. Пробајте ги новите Always Ultra. Седа коса, веќе не. Со новата L'Oreal Paris Excellence Крем, нова формула збогатена со хиалуронска киселина, за видливо подобар квалитет на косата по боење. 100% ги покрива седите и дава побогата боја. Нова L'Oreal Paris Excellence Крем, бидејќи ние тоа го заслужуваме. Зошто да чекате болката да стане премногу силна? Брзо се справува со различни типови на болка. Кажи не на болката навреме. Со Налгесин С. Факт, оштетената коса губи кератин. SOS Damage Eraser со обновувачки кератински комплекс и со масло од марула го надоместува изгубениот кератин и продира длабоко во влакното за 99% помало штетување. Факт, докажано е. Fructis SOS Damage Eraser. Гарниер. Се враќаме во За или против, мој гостин е Марија Митева. Марија, зборувавме за локалните избори, една од работите кои што ги носи овој резултат е довербата која што ја спомнавме на самиот почеток, но буквално кажано и изим еден од народот да продолжите во однос на работата во централната власт. Беа најавени многу реформи, особено беше најавено раскрстување со корупцијата кое што се случува, но не можете да го направите, тоа е факт поради две причини, се викаат јавно обвинителство, се вика суд. Работите се закочени таму, самиот премиер кажа, односно не призна, изнесе во јавноста дека 100 предмети за корупција на минатата власт стојат во фиоките на јавното обвинителство со сите нишани направени со аргументи, докази, но фаќаат прашина. Што да се направи за да се реформира ова правосудство? Треба да се сменат закони. Како можете да го направите и ќе го направите, особено со сега овој ветер во едра што го добивте од народот? Апсолутно е така. Се согласувам во целост дека најслабата алка во општеството се судството и обвинителството, правосудниот систем во целина. Еве го споменавте во претходниот дел и извештајот кој што доаѓа, ќе видиме дека повторно делот кој што се нотира е правосудството и обвинителството и ние мора да расчистиме со тие состојби и како за сите работи кои што досега навистина сме ги ветеле, така и за ова потврдуваме дека навистина ќе започнеме со една сериозна акција. Тоа и премиерот го најави дека по завршување на локалните избори сериозно ќе се занимаваме со состојбите кои што се случуваат во обвинителството и судството, не од аспект повторно да не парафразираат или да велат дека вршиме притисок, туку на вистина да побараме да се работат работата за која што се платени и избрани и ги имаат тие позиции, а оние пак кои што се огрешиле на вистина да подлежат на одговорност. Затоа што ценам дека само така ќе можеме да расчистиме со тие структури кои што можеби не се толку големи. Можеби не се на вистина толку масовни, зборам по бројност, меѓутоа се толку добро инфилтрирани на толку клучни позиции и така добро вмрежени меѓусебно, што е многу тешко да излезе на површина целиот квалитетен кадар кој што го има и судството и обвинителството, а верувам дека го има затоа што не можеме ние да ги генерализираме тие состојби и да не кажеме секоја чест на оние кои што се професионалци. Меѓутоа, оние малкумина кои што ја доведува државата до оваа состојба, соработувајќи со политичарите, штитејќи го криминалот наспроти она што се вели спротивставување на криминалот и корупцијата, доведува ние да имаме помалку од 2% доверба во судство и обвинителство и да имаме извештаи какви што имаме од година во година.
свесни се и граѓаните и еве и вие медиумите дека ние започнавме активности по однос на тие прашања, дека навистина сме решени тоа да го направиме. Свесни се и граѓаните дека многу пати и многу оние заштитници нивни излегуваа во јавност и велеа ова е невиден преседан, ова е притисок врз судството и обвинителството кое што е нели независна власт и така натаму. И тоа ќе го има се повеќе и повеќе. Ние сме свесни дека тоа нема да биде лесна битка, би кажала, затоа што тука ќе се јават сите оние нивни заштитници кои што ќе бараат да се заштити криминалот и корупцијата и безочно ќе ги бранат тие позиции. Меѓутоа, и граѓаните, а и ние како влада сме се обврзале дека мора да завршиме со таквите политики, со таков начин на делување и верувам дека сите демократски принципи кои што ни стојат на располагање ќе ги превземеме. Една постапка таква е започната за разрешување на јавниот обвинител. Поради локалните избори истата не се процесираше или не зема замав во тој период. Јас очекувам во идниот период да имаме состојби кои што навистина пред се ќе оправдаме довербата од граѓаните, кои што јас сум сигурна дека тоа го очекуваат од нас. Една од работите на кои што не ви веруваа, ги дадовте во предизборието, беше токму дека ќе го разрешите судскиот совет, дека ќе ги средувате работите во правосудството, односно еве ова токму што се случува со јавниот обвинител, кој што за жал мува не го лази, исто како и оние разрешените 5 суди од судски совет, но тоа беше една од работите на која што не ви веруваа, ја остваривте и ја остварувате оваа втората. Втора работа на која што не ви верува е дека Дуи ќе остане во опозиција. Тоа беше научна фантастика, тоа беше смешка, као нема шанси тоа да се случи. Еве, се случи и тоа. И трета, мислам, работа на која што не ви верува и ви вадеа работи, ви импутираа теории на заговор, беше уставните измени. Дека ќе ги прифатите веднаш што ќе дојдете на власт, дека тоа било дил со некој повисок фактор, веднаш штом дојдете, потпишувате како попчиња и сето тоа. Поминаа година и 3 месеци, токму и денеска е повторено во Брисел дека такво нешто нема да се случи без гаранциите кои што се непотребни, туку без тоа не бива. Така што еве 3 работи на кои што обстојавте. Последната за која што зборуваме токму, уставните измени на кои што повторно непринципиелно притиска Брисел, попишуваше и Политико денеска, еминентен и влијателен европски, меѓу највлијателните портали, да не речам. Македонија е заглавена првин поради Грција, сега заради Бугарија. Европа го знае тоа, но еве продолжуваат со притисоците заради нешто што го подпишаа Заев и Ковачевски. Така. Прво, овие 3 работи кои што ги спомнавме во делот на Дуи во опозиција, расчистување со криминалот и корупцијата во судството и јавното обвинителство и уставните измени се темите кои што ги пласира Социјалдемократскиот сојуз. И тука е многу едноставно да си го поставиме прашањето зошто тоа го прават и зошто сакаат да расфрлаат пердови дека ќе направиме нешто спротивно од тоа што го зборуваме, затоа што токму на тие 3 теми тие се најслаби. Токму на тие 3 теми тие загубија целокупната поддршка покрај оние фудбалчиња во кабинетите и така натаму, односно овие 3 теми беа нивната заштита за да можат да го прават се тоа. Кога од другата страна гледаат дека има политичари кои што навистина остануваат на зборот и дека сите овие постапки кои што сме ги говореле до ден денес се непроменети и правиме максимални напори да ги исполниме, тогаш доаѓаат до една следна фаза, а тоа е ќе видите следен чекор ќе бидат избори во кои што Дуи ќе биде во власт, па потоа велат ќе видите ќе ги прифатите уставните измени, па во сред кампања за локални избори нудат така наречена резолуција со црвени линии, па ретерираат, па бараат истата да не се споменува во локални избори, така натаму еве ги локалните избори завршија, да видиме сега што ќе направат Социјалдемократскиот сојуз со таа така наречена драфт верзија од црвените линии. Мислам, апсолутно какафонија прават на ставови, на мислења, се со цел да го збунат народот и да мислат дека ќе ни ја истицаат енергијата или дека нема толку фокусирано на све од ова да одговориме.
Напротив, јас можам со сигурност да кажам дека особено овие три теми се исклучително важни. Да, денеска председателот на владата е во Брисел, на посета имаше средба со председателот на Европскиот совет Антонио Кошта, каде што ги потврди позициите на Македонија, потврди кои се нашите позиции по однос на тоа прашање. Се уште се бориме преку диалог да ги објасниме нашите позиции и овој диалог не може да го промениме после година и половина, наспроту ние 7 години каде што една политичка гарнитура не само што се потпишуваше што им беше ставено на маса, туку дополнително и надвор од границите на Македонија на тие европски представници им кажуваше погрешна слика за состојбите кои што се реалност во Македонија, односно ги убедуваа дека тоа може да се исполни, дека тоа македонскиот народ го поддржува, дека тие имаат полн кредибилитет тоа да го прават, за на крајот да се доведат во ситуација да буквално и тие европски представници сватат дека не е говорена вистината пред нив. Ќе продолжиме со диалогот, ќе продолжиме со оние позиции кои што за нас значат на вистина почитување на македонскиот идентитет, јазик и култура, со насока на она што значи почитување, гаранции дека ова е последното барање и така натаму. Меѓутоа тоа е работа која што не се случува преку ноќ. Јас можам да забележам и одредени напредоци во извештајот кои што се однесуваат на делот реформи кои што се завршени. Имаме комплетен фокус на реформската агенда и на исполнување носењето на оние реформски закони, на она што значи на вистина наша домашна задача, каде што кога ќе ја исполниме, се надеваме дека некој таму во Европската унија ќе рече епа на вистина доста е, веќе се е исполнето, нема да има потреба од нови вета. Така што работиме плански, концептуално и размислуваме чекор по чекор кој што го превземаме. Колку им се удрија од глава овие црвени линии? Нели сватија досега дека токму како што кажа тие паднаа заради неисполнувањето на дел од работите или протежирањето на оние криминогените елементи во правосудството кои што се правеа, паднаа заради Бугарија, паднаа заради Грција, паднаа заради двојазичноста за сите работи кои што ги наметна. Сега наметнаа црвени линии во кои што ве условија да ги прифатите до февруари уставните измени. Партија која што се покажа каков легитимитет има сега, не сватија дека ова им се удира во глава. Од друга страна, кога веќе не помагаат, нека не одмагаат. Замисли каде ќе ни беше крајот да бевме унитарни во однос на ова прашање, како ќе не гледаат странците, тука секогаш гледаат некој колку и да е нелегитимен кој што може да го направи тоа. Апсолутно никаква политичка логика, буквално никој не можеше да види во потекот кој што го направија Социјалдемократскиот сојуз со така наречена резолуција за црвени линии, која што навистина целата постапка, најавувањето, прво, знаете, секој четврток, па следниот вторник, па многу време се одолговлечи додека самиот текст да излезе на виделина, па потоа на пресконференција се прочитаа неколку точки од кои што главната поента која што можеше да се забележи дека провеува низ таа резолуција е дека практично условуваат владата со рок до 15 февруари да биде завршен процесот со внесување на бугарите во уставот и дополнително она што беше чудно е што кога ја најавуваа таа резолуција за црвени линии, велеа дека во истата ќе постои некое ограничување, дека доколку по усвојување на таа резолуција следи ново вето, тогаш ние да имаме можност да ги напуштиме преговорите. Меѓутоа, тоа во нивната последна верзија го немаше, ретерираа од тоа, поставија рок и останаа на истиот став кој што го имаа пред само 16 месеци, а велат дека носат некоја нова резолуција за црвени линии. Мислам, комплетна конфузија политичка, комплетна нечесност пред граѓаните, комплетно презентирање на нивното вистинско лице и после 16 месеци, иако велат дека ја сватиле пораката, повторно со нечесни игри, повторно со ставање на фокусот во собранието, онаму каде што имавме состојби какви што не би сакале повторно да имаме, без еден општествен консензус, без едни гаранции кои што ни се потребни, и дека ова ќе биде последната состојба со која што ние како држава се соочуваме за правење на отстапки или барања кои што ги имаат државите од соседството. Така што логиката веројатно ни тие самите не ја знаат за ваквиот потек и да видиме што ќе донесе, би кажала, иднината и како ќе се развива оваа ситуација по завршување на локалните избори, кој ќе биде нивниот следен чекор во собранието. Јас имам некое чувство дека и воопшто нема да ја поднесат.
Што да очекуваме од вас како влада во следниот период, односно што да очекуваме за Македонија? Да очекуваме многу работа, фокусирање на клучните работи, а тоа е подобрување на животниот стандард на граѓаните. Пред нас е буџетот, кој што е доставен до собрание и каде што веќе е закажана седница за од негово усвојување, тоа е 9 декември. Јас очекувам навистина да има плодна дебата, очекувам навистина да ги покажаме нашите видувања за идната година, за намалување на инфлацијата, за стабилизирање на економијата и на макро и на микро ниво. Очекувам навистина да имаме развој во инфраструктурата, забрзување на оние проекти кои што се ветени. Очекувам навистина подобра состојба во делот на менаџирањето со ресурсите, затоа што навистина буџетот покажува дека многу од оние непродуктивни трошоци кои што во минатото биле користени во овие два буџети на оваа влада и за оваа година и за идната веќе ги нема. Многу нови инвестиции и навистина посветеност на полето со владење на право, криминал и корупција и конечно објавување, би кажала, на една активност за справување со истото. И Орце да не го исчисти Скопје и да заличи на една метропола. Апсолутно да. Така, ти благодарам што беше моја гостинка. Јас благодарам на поканата, секогаш ми е чест да бидам ваш гостин и благодарам на гледачите. Исто така, ми беше чест. И благодарам и вам што бевте со нас, да сте не живи и здрави и секако чувајте се многу.